Profesorka, eto, dosad ste vi ocenjivali studente, danas vaši bivši studenti i građani ocenjuju vas. Kako ćete da prođete na tom ispitu? Pa, prvi sam test sasvim uspešno položila. Očekujem da ponovim rezultat, a možda i da ga poboljšam. Odnosno, sigurno. Izlaznost nešto slaba za predsjedničke u albanskim sredinama. To je njihova odluka. Ne znam šta da kažem, samo znam da naš legitimitet izvire iz građana i njima pripada, da niko ne bi trebalo da naređuje ili da sugerira kako da se glasa, ali u patrijarhalnoj sredini, kao što je naša, u sredini gde je podaništvo politička kultura, submisivnost, događa se i to. Profesorke, što očekujete? Nakaj kamerite, što očekujete od nešto? Ako mislite во поглед на резултатот, да го зацврстам, очекувам. Ако мислите во поглед на регуларност, нерегуларност, не можам да кажам, не знам, бидејќи некои настани што се случуваат деновиве, не наликуваат на фери демократски избори. Јас вчера имав средба и со наблюдувачите, и тие го знаат тоа. Меѓутоа, се надевам дека сепак граѓаните ќе сватат дека избирачкото право е нивно, едно од најважните политички права и ќе си го изберат, ќе си го употребат и ќе го изберат кандидатот по нивна мерка. Јас не сугерирам, се разбира, само велам дека правата се за тоа да ги користат. Ако спечелите път на конфронтација с Българија или на дипломација и изближаване? Јас веќе вчера имав шанса да разговарам со представник на наблюдувачката мисија. Нема попристоен однос меѓу два соседи од тоа да соработуваат. Мислам дека не случајно живееме едни до други. Се разбира дека детството сум го поминала со ученици од Бугарија, учев во гимназијата Георги Димитров, тие кај мене, јас кај нив. Како дете го сакав Елин Пелин. Имам колеги со кои сум издала заеднички книги. Во Венецијанската комисија сум седела со ваш чувен професор Танчев. Книга имам со Карасимеонов. Рецензент на мој учебник Ево Деничаров. Нема поприродно нешто од тоа да се помагаме. Но не можам да не кажам дека ветото не го сметам за инструмент на градење пријателство и добрососедство. Очекувам Бугарија, бидејќи е во ЕУ, да го следи моделот на Шведска, Данска и Финска, кои беа главни поддржувачи на Латвија, Летонија и Естонија. Значи, оној што е напред, да ни го покаже патот, со нас да чекори заедно по патот, мислам дека тогаш нема да има ниту една причина ние да не се почитуваме, да не соработуваме во сите области, не само во мојата, туку и во политиката. Значи, јас сум, се разбира, предодредена да соработувам со бугарските колешки и колеги, немам друга алтернатива. Ще се видите ли с българскиот президент Румен Радев? Не можам да кажам сега, не знам, меѓутоа, една од моите први изјави беше дека јас нема да патувам ниту во Брисел, ниту по светот, освен ако не ме викнат, дека првите средби би сакала да ги имам со соседите, бидејќи ние мора да градиме регионална политика. Само така и во ЕУ ќе бидеме посилни и од кого да очекувам јас разбирање и помош, ако не од соседите. Значи, се разбира. Profesorka, rekli ste da se zalažete za regionalnu saradnju. Da li to znači da podržavate Otvoreni Balkan ili ne? Ima najava da bi Makedonija napustila? Podržavam sve moguće. Камера. Podržavam sve moguće inicijative za suradnju, naravno, iako znam da postoji paralelizam. Moje je pitanje bilo kada je počela inicijativa Otvoreni Balkan, imamo berlinski proces, da ne ponavljamo stvari, ali tada su me ubeđivali, oni koji sada kažu da su spremni da izađu iz ovu inicijativu, da je to jedan normalni put.
Znači, ja podržavam sve inicijative, čak mislim da iniciram stvaranje, ne znam, susreta svih predsjednica i predsjednika na Balkanu. Čini mi se da mi moramo, stvarno moramo da vodimo zajedničku politiku. Kako će nam verovati i kako će nas primiti po svetu i u Evropi ako mi ne razumemo jedni druge. You were accused somehow and mentioned that you have not so good neighborhood politics in Balkans and especially towards Albanians. What is your answer to that? It's false accusation, sorry. I have a blood brother in my family, Albanian. I have spent my childhood with Albanians. My cathedra is inherited by an Albanian. So when I accuse and when I say we have to say farewell to corruption and organized crime, it's not addressed to Albanians, but to certain parties. And after 20 years, power, it was too much power, and absolute power absolutely corrupts, and that's nothing against Albanians. On contrary. Can you say the same? But I prefer civic state. I prefer civic, normal European state. Ethnocracy is not democracy. So if somebody thinks that this is against Albanians, I'm not wrong, he is wrong. Госпожо Давкова, един конкретен въпрос. Преди 2 години, когато така нареченото френско предложение беше сложено на масата, опозиционните партии в Северна Македония реагираха като казаха, че това е унизително за македонския народ и не може да бъде прието. Сега обаче се чуват гласове от партията, която ви подкрепя, ВМРО да помане, че френското предложение всъщност може да бъде прието при 2 условия. Откъде идва тази промяна 2 години по-късно? Не е това промена. Видите, аз предавам компаративно уставно право и компаративни политички системи, ама и исто така европско уставно право. И аз ги знам темелите на Европската унија и договорот за ЕУ и Лисабонскиот договор и повелбата за фундаментални права, и јас мислам дека сосема во право е господинот Макрон кога деновиве повторува дека ЕУ не е само географија и не е само заедница, дека тоа е демократска филозофија. Во тој поглед, значи, јас сметам дека она што важи за сите членки на ЕУ мора да важи и за Бугарија. Значи, сиве документи, што ги споменав, понатаму, да, во најважните документи јасно пишува дека копенхагенските критериуми се тие врз основа на кои се оценува напредокот, дека идентитет, историја не е дел од преговори. Знаете вие дека во договорот за добрососедство и пријателство во преамбулата јасно пишува дека Бугарија ќе ја помага Македонија на патот кон ЕУ. Точно е дека има член 13 во кој што се формираат историски комисии, ама има историски комисии ден денеска меѓу Полска и Германија, меѓу Франција и Германија. Тоа не е за да го условите соседот или ќе смените или вака ќе се усогласите или сега нема протоколи, меѓутоа има извештаи влегоа, тоа е членот 3 од заклучоците на Советот, значи или тоа ќе го извршите или take it or leave it. Или пак нема ќе ве условуваме. Мислев околу тоа дека ние е редно да седнеме, да разговараме, дали може поинаку да интерпретираме политичката, значи преговарачката рамка, па дори треба да му дадеме точно тон на добрососедство и пријателство, на договорот за добрососедство и пријателство и да зачекориме заедно. Знаете што е проблемот? Јас ве уверувам дека еден преседан ваков на условување ќе роди други преседани. И тогаш ќе се доведе во прашање целата политика на проширување. Затоа јас велам прво добрососедски односи, но со исчекор или со водачи токму на државите кои се членки на ЕУ. Мислам на Словенија, мислам на Хрватска, мислам на Бугарија. Значи, така мислам дека ние... Промените в Конституцията не са ли точно част от Копенхагенските критерии за спазване на човешки права? Не се дел од... Да, не се дел.
Да, значи еден од критериумите е Извинете, еден од критериумите е почитување на човековите права и малцинските права. Македонија ги почитува малцинските права, важи за една од европските држави со најсилни гаранции внатре. Не можам да не кажам, со сета почит кон Бугарија, ваков член во бугарскиот устав нема. Во бугарскиот устав ја има клаузулата на недискриминација, дека сите граѓани се еднакви меѓу останатото и без оглед на националната припадност. Меѓутоа, Бугарија не го признава македонското малцинство и покрај 16 пресуди на судот во Страсбург. Бугарија е потписничка на Конвенцијата за човекови права, Бугарија има судија во судот во Страсбург, Европската Унија е потписничка на Конвенцијата, ја признава јурисдикцијата на судот во Страсбург, значи треба да ја почитува. Господинот пред вас праша, токму така. Бугарите под други се заштитени. Слично како што и во словеничкиот устав вели дека Словенија е држава на словенечкиот народ и на италијанската и на унгарската заедница и на други. Други се босанци, други се хрвати, други се роми и така натаму. Значи, суштината е важна. Кај нас заштита има. И ние бевме многу умерени кога рековме, еве, првиот пријателски чекор на Бугарија нека биде што? Примена на пресудите од Страсбург, дури и предложивме, ако е можно, а имало такви ситуации, одложно дејство на уставните промени, во уставното право има и такви ситуации. Зошто? За да имаме шанса бугарите и ние заедно да исчекориме пријателски во меѓувреме и како во сите држави кога доаѓа моментот завршуваат преговорите и треба нели да се смени уставот. Не сите држави иначе ги смениле и уставите, не ги смениле да речеме Италија и Холандија, ама се европски држави, тогаш да ја внесеме уставната измена. Значи јас мислам дека е пристојно, коректно, ако и во Македонија и во Бугарија има малцинства. Никој не негира во Македонија бугарско, во Бугарија македонско малцинство, во пресред да си одиме едни на други. А не дека вие мора да го сторите ова, затоа што сме ние дел од фамилијата, ама ние немаме таква обврска. Впрочем, има член 8 во Лисабонскиот договор, во кој што се вели дека ЕУ ќе поттикнува склучување на договори на членките на ЕУ со соседите врз реципрочна основа. Как мислите да убедите още 26 членки на Европейския съюз в тази ви теза? Ова е веќе прашањето е, да не речам, малку има призвук империјален. ЕУ е заедница, полити. ЕУ не може да се однесува само со поставување услови, договорите се договори, како да ги убедиме. Не е сите членки, меѓутоа новоизбраните органи по завршените избори. Одвај чекам и во Бугарија тоа да се случи, само да им предочиме дека сепак ЕУ мора да си ги почитува собствените темелни вредности и принципи, без тоа е бирократија, не е, значи, инспиративна заедница, а веќе јас ви одговорив. Мислам дека дури може и со ваква преговарачка рамка, со една бонафиде интерпретација, а не малафиде, да се даде друга димензија и ние да се пресретнеме и навистина заедно да одиме напред и никогаш да не ја заборавиме таа добрина на Бугарија. What do you expect from this election? Can we have it in English? Indeed, no problem. What I expect to win the elections, and even to get a better result. That's obvious. That's obvious. I expect votes from opposition, because it is so normal in political science, the opposition to support opposition. I expect also additional votes from those neutral citizens or voters, those who are not members of the parties, who are not devoted to some parties, especially from women, because
this will be something totally new. I'm ashamed that after 30 years we have a chance to have a woman for the president, and my question is why it is so? Why to tolerate this macho world? Why not to use forgotten energy, knowledge, beauty, creativity, and etc.? Hvala. You're welcome. Hvala lijepo.